Трите момчиња, царот и късметот. Живеејќи си три деца, уште од мали кога си биле, и од кога станаа момчиња и се ватија за работа, пак си живееја и се милуваа повелико од браќа. Не беше чаре да не се стават по набргу и да не си кажат помеѓу себе кому што му станало. Али арно, али лошо, ќе си кажеа меѓу себе. Работеле што работеле некое време момчињата, кое што работа си работало, и виделе оти со таа работа не можеле да напреднат и да се обогатат. Думале, шестеле некое време како да направат за да се обогатат. Едното рекло едно, другото друго, треќето трето и дошле во еден збор да одат на туѓина во царскиот град. Да ватат некоја работа, да поседат некое време и може да спечалат поеќе пари и да станат до негде богати. Така беше се созборувале и така беа сториле. Беше си ошле на туѓина во царскиот град и се ватиле тамо на работа. Работиле некоја година-две и кога преесапиле што беше спечалиле, преесапили што беше арџиле, сосем малце пари беа артирисале. Седејќи еден ден на мејана да си ручаат, почнале да се разговараат за богатство, како да спечалат и да си одат на вилјаат и да се женат, како што се жениле нивните другари. Море, многу години треба да седиме ние овде на туѓина, дури да спечалиме поколку што ни требаат пари, и после да оиме на вилјаат и да се жениме. Ишала, машала, дури да остареиме, ќе спечалиме, ќе си оиме, та после ќе се ожениме. Ами чаре као да правиме? Му рекло второто. Кажи да те чуеме. Како да правиме? Му рекло првото. Еве како да правиме, да е таков царот, да ми дајт еден конј добар и 100 лирички, веднаш да си станам богат и да си одам на вилјаат и да си се оженам и да си станам домаќин од соработава што ја работам 300 години да седам на туѓина, па нема да спечалам 100 лири. Разбравте? Ете, тој е ефтиро, мој пријатели. Многу арен есап си сторил, пријателе, му рекол вториот. И арен ефтиар имаш. Туку речи и јас кандисувам на твојиот збор, да ми дај царот 100 лири еден конј, ама и ќерка му е да ме дај за невеста. И тогај да си одам на вилјаат и кој да ме види и ме чуе, ашкол сум да ми речи, оти сум бил на туѓина и сум спечелил. Па и ти, малце ти се 100 лири еден конј, па сакаш од царот ќерка му, тебе в село не те прибираат, ти ја бараш од по куќата. Ако да биди, а ако не ич, нека не биди. Ефтјаро мој, ваков ет, одговорил вториот. А пак јас, браќа, сакам од Бога тој да ми дајт, им рекол третиот, а не од царо, како што сакате вие. Царо што ќе ви дај, ако ви дај, ама и тоа пазарите риба вие в море, туку ај да речеме ти ќе ви дај по 100 лири по еден конј. Арно. Лирите и конјосот од сиромашки подсобрани од царо и затоа не се вечити, а да еното од Бога е благословено, ако и помалце. Затоа јас, браќа, не ќум од царо да ми дај, ами Господа ми дај, и по Господ сполај му тој да ми дај, да ако и помалце. Разбравте, браќа, али не разбравте? Разбравте, пријателе, ама ние сакаме од царо да ни дај, да ако не се благословени. А пак ти сакај си од Бога благословени, му рекле девете момчиња на третото. Дури го правеле тој муабет трите момчиња на трпезата кај што ручаа во мејаната, царо беше изслушнал, чунки седел до нив тебдил сторен и му нарачал на гавазите да иземат и да ја однесат на Сарај при него трите момчиња. Откога си одшол царот на Сарај, изеле гавазите трите момчиња и му ја однесле при царот. Знајте што сум ве викал, бре момчиња, али не знајте? Ако ни кажиш, честити царе, му рекле, ќе знаеме. Ако не ни кажиш, од кај ќе знаеме? Преѓе вие сте зборувале нешто за мене во мејаната кај што ручавте. Што сте зборувале, сакам да ми кажете. Ама право сакам да ми кажете секој од вас што сте рекле. Гледайте вам, ако не ми кажете секој, кој како што рекол,
да знаете од пенџерот ќе го врлам долу, а па ако ми кажете правото, секому бакшиш ќе му дам и ништо завал нема да му правам. Кога чуле тие збори и момчињата од царот, многу беше се уплашиле и се погледале едно во друго за кој побрзо да каже што рекло. На тоа згора почнало првото да му кажува на царо како му рекло во мејаната кога ручале. Честити царе, му рекол, пред Бога и пред цара лага не бидува да се кажи, затоа јас ќе кажам што сум рекол. Јас му реков на другарите со работата што ја работиме, не ќе можеме анли пари да спечалиме и да си оиме на вилјат да се ожениме и ние да се сториме домаќини. Ами да е таков царот, да ми дај 100 лири еден конј, да си одам на вилјат. Ете, тоа му реков на другарите, честити цари. Браво, со ти право кажа бре момче, му рекол царот. Ами ти бре момче како велеше? Му рекол царо на другото момче. Ја, кажи ми да те чујам. И јас така реков, честити царе, како што рече другар ми, му рекол второто. Само едно нешто реков што ми е страм да ти кажам. Кажуј, момче, му рекол царо. Ич, не бој се. Леле, така, честити царе, јас реков 100 лири да ми дајте еден конј, ами и ќерка ти да ми ја даеш за невеста, да кога ќе одам на вилјат, кој ќе види ти чует Ашколсон да ми рече, оти јас сум бил на туѓина. Ете, тоа реков, честити царе. Пред тебе лага не бидот, еве главата ми е пред тебе и врато ми е од влакно потенок. Браво, бре момче, и тебе оти ми кажа правото. Ами ти бре момче, што му велеше на момчињава, кога рекоа тие вака како што кажа, му рекол царо на третото момче. Ја, кажи ми да те чујам. Јас му реков, честити царе, стоката или парите од царо мој неќу, чун ти е со арам собрана од народот. Да, ако ја земам, аеро не ќе му го видам. Ами, од Госпо сакам да ми дајт и да ми навртит од ненадејно и таа стока али пари, што ќе биде од Бога дајена, ќе биде благословена и ќе оди до треќо и четврто колено. Ете, така реков, честити царе, и те молам да ми простиш што реков така. Сега ќе ти проста, момче, му рекол царо на треќото момче, и ја замавта главата налево и надесно, фучејќи со носот, и дал вик по азнатарот да дојди при царот и му нарачал да му дајат на двете момчиња по 100 лири и по еденарен конј, а на вториот и ќерка му за невеста. На часо азнатарот му дал на двете момчиња по 100 лири и по еденарен конј, а на второто ќерка му од царот за невеста и испратил да си одаат на вилјајот. Бре момче, видео ти јас можам да давам на луѓе што му срце сака и да ја обогатувам, а пак ти што неќиш од мене да ти давам и ми ја правиш мојата стока арам спечалена, за тебе еве што треба. Да те врлам од пенџере долу и да појдиш кај Господ да ти дај стока благословена, да со таа стока да си одиш на вилјајот. Вака му рече и заповеда на џелјатот да го врли од пенџере удолу, да се отепа. Бирбаш го грабнал џелјатот и го врли од пенџере долу, а арно ама, кога те крепи Господ, никој не може да те турни и наместо да падни на земи, паднал на една куќа ниска на ѓирамиди и не се убил. Си слегол од ќерамиди и полека си тргнал за на вилјајот да си оди со ние белчеќе и втаса другарите. Излегувајќи од град надвор, му се стегна да оди јако и за некој саат-два од град надвор беше истасал двајцата другари. Ама дури беше и втасал, беше се уморил јако и беше го исплазил јазикот така толкав, како некој пес од горештина. Видувајќи го толку уморен другарите, беше го пожалале и го текливило првото момче да се качи на коњот негов, да повјаа дури да се одморит. Се качило треќото момче на коњот од првото и тоа тргнало да оди пред коња пеша. Си патувале и со голем ќеф биле дека пак се ставија тројцата и да си одат на вилјајот. Кога паднало момчето на ѓирамидите од куќата, што била до Сареа царски, го видел некој човек и од која разбрал ти царо го врлил од пенџере да се отепа, а не да куртулиса, отишол кај царот и му кажало ти момчето што го врли од пенџере остана живо и си побегнало од град надвор. Едно разбрал царо и го пратил џелјето да го втаса и да го погуби.
Јавни коњот джелјатбаше, му рекол царо на джелјатот, и трчи под рум да и втасаш трите момчиња што и подарив и да го загубиш тоа што го врли од пенџери и не се отепало. Тоа треба да и втасало двете и може да е здружно со нив и да си оди пеша. А ако е пак поназад од двете момчиња, пак тоа оди пеше и без да чуе лаво, сечи му главата, било само, али здружено со двете и донеси ми ја вамо, за да те поверувам, оти си го свршил тоа момче, што не ќе одмени стока, му сакало од Бога. Едно чул джелјато тој збор од царо, јавнал коњо и трештил под рум. Овде, онде, за неколку сати место и втасал, и едно се прибрал до првото момче што беше слезено од коњо и идело пеша по двата коња, го сторил джелјатото и тоа е третјото, да му пресакал главата и му ја зел и му ја однесол на царот. Видувајќи царо главата, се израдувал од на неговото биде, а не од момчето што сака од Бога. Кога видоа двете момчиња таа несреќа, многу беа се уплашили и многу беа го ужалале другара си, арно, ама тоа беше станало и не се враќало. Му изедоа 100 лири и му се дадоа на третјото, и беа го закопале на патио и си тргнале двете со царја ќерка да си одаат за навилјајот. Одиле што одиле некој ден, два, и дошле до една река кај што требало да ја газат. Реката била матна и многу силна од некој силен дожд што беше врнал во таа страна. Застанале пред реката и се мислат како да прават. Дали да ја газат, дали да ја чекаат да претечит. Второто момче рекло да ја газат реката, а не да ја чекаат, а па третјото рекло да ја чекаат, да претечит, да после да ја прегазат, чунки знаело од стари, матна вода да не се гази, оти може човек да се удаи. Маре, такви е бабиње деветиње, му рекло второто, јас не ти верувам. Лелите страв тебе да газиш матна вода, еве, прво јас ќе ја прегазам и да те престрашам. Така рекло и се бапнало в река да ја прегазува и да го престрашува другара си. Уште до среде не беше дошло сирото момче, беше го дигнала палената река и беше го препрчалила со семати конј и се удаело без да му вида поштуку. Отишло завали момче као никогаш да не било. Чекаа да го изфрли водата на некоја страна, чекаа да дури претече матната вода, арно, ама не би късмет да го изфрли, чунки било многу близу морето и таму го завлекла реката. Сега, царја ќерко, што правиме ние? Е рекло третјото момче. Со тебе, сакаш ти сега да бидиш за мене, али сакаш назад да се враќаш? И да неќу момче јас, Госпо сакал да бидам за тебе, му рекла. Затоа ќе сакам и тргај коњо напред да ја прегазиме рекава, та да оиме на вилјајот ваш и тамо да се венчаме. Тргнало напре момчето и по него царја ќерка, си прегазија реката и си тргнаа да патуваат за навилјајот. Оделе дента и стемнило. Кога дошле до еден пус Ан, слегле од коњите и влегле во Анот, барај анџија низ Аном немало. Имајќи едно село близу до Анот, ошло момчето в село и му посакало од еден селанин 2 свеќи да му продаи. Од која му дал селанецо и се научил дека ќе лежит во пустиот Ан, го пожалил и му рекол: слушај вамо момче, во тој Ан да не лежиш, од има сениште, та може да те наклапуши и да те умри, како што изумреле многу анџии и патници. Не се бојам јас, пријателе, му рекло момчето, од сеништа, чунки се надеам на Бога тој да ме пази од сите лошотии. Од која си зело момчето свеќи, си дошло на Ан и си запалило, да си вечерало со царја ќерка и си легнале да спијат. Арно, ама момчето не спиело, вардело да види какво сениште ќе има. Туку, тамам на полноќ, му се јави еден страшен човек и му рекол: абре, момче, како не се убоја да лежиш во овој пус Ан, што сум го запустил јас? Кога сум со Бога напре, нема од кого да се уплашам, пријателе, и ако имам късмет, ништо зло не ќе ме најди. Браос, момче, му рекол сеништето.
Вистина имаш късмет, затоа си се сторил царев зет и до најпосле ќе станиш цар. Чунти, јас сум ти късмет твој. Јас стани ела по мене да ти кажам едно азно небројано. Станало момчето и ошло по късмето негов, да го натерал да очисти од едно место во Аро и да крени една плоча. Очистило момчето ѓубрето, кренало плочата и влегло долу со късмето подано, таму имало една чешма што текла со злато. Еве, момче, ова чешма течи со злато, му рекол късмето. Од тоа злато што сакаш направи арно, ама и овој ан да го направиш многу арен. И секој човек што ќе дојди бадијала да го раниш, ако сакаш чешмата да ти течи цедно. Ако земиш од некого пари, да знаеш оти ќе ти секни чешмата, и збогум сега, момче. Откоја му рекол късметот така на момчето, невиден бис се сторил. Кога се виде момчето во тоа големо и неисказано богатство, се израдува и го прослави Бога, оти го донесе на таа скала. Брго ја скорна царја ќерка и ја однесе да види ти таа чешмата што течеше злато. Ја кажа се како што го виде късметот и ја кажа како му рекол късметот, да го направи анот и да не зема пари од никого што ќе кондиса на ано. Кога видела царја ќерка, на чудо беше станала за чешмата што ја видела. По некој ден се удрило на пазар со селаните и им го купил ано со многу место околу ано и викнал мајстори да ги пазарил анот да го направат и во брго време беше направиле еден чуден ан. Околу ано направило едни чудни сараи и туку речи цело градче беше направило. Пусти пари што орат, што ти срце и душа сака, тоа прават. Патници, луѓе што ќе паднеа на анот, јадење, пиење, за нив и за коњите, нити 5 пари црвени не му земаше. Се прочула неговата добрина по цел свет и секој се чудел на неговото богатство. Од уста в уста на царов уши и царо беше разбрал ти филјан анџија од филјан село давал на патниците да јадат и да пијат бадијала. Од тоа слушање царот и верувал и не параверувал. На тоа згора стори ниет да појди сам, да види со своите очи, па да така поверуват. Тоа намислил и се спремил и му дошол кај момчето со 500 души, кој е астер, кој е те бабија што носил со себе. Јале, пиле во ано, се што требало анџијата му давал до јунџе да јадат и да пијат, и сторил ниет за да му плати што му чини. Не земам пари, честити царе, му рекол анџијата. На овој ан така ми е заповедано од стопана ми и така треба да правиме. Како би дувало да не земаш пари ти од мене, му рекол царо. Кога јадов и пив со 500 души, како од мене цар, само тоа не бидува. Или кажи Есапо да си платам и друго ништо. Кога виде тој зорт анџијата од царот, отрчал кај момчето кај што седеше во сарајо и го викнал при царо да се одсебат двата. Дошло момчето и се здравувало со царо. Твој ли овој ан, момчи, овие куќи и сарај? Господој се, честити царе, му рекло момчето, а не мој. Чунти, ако неќи Господа го крепи човека, никој не може да го докрепи. Саде тоа не ти верува, момче, му рекол царо. Чунки сега брго еве што направив јас едно чудо и како обогатив 2 момчиња што сакаа од мене. И како го погубив едно момче што сакаше од Бога, а не од мене. Јас бев сторен тепдил и бев отишол во една мејана да ручам и да слушам кој како зборува за мене. Во тоа време се погодија 3 момчиња јабанџи и сите си ручаа и си прикажуваа алот. Едното му рече на друзите, оти со таа работа што работат, не ќе може да спечалат пари многу за да одат на вилјајат, да се женат и да станат домаќини. Знајте бе, браќа, им рече првото, како може да станеме ние луѓе и да си оиме на вилјајат? Да е таков царот да ни дајат по стол и по еден конј арен и да си оиме дома и со аргатилокот наш
не годинава ќе си ојме ни в година. Ете, тоа не пери нас. Постолири и по еден конј за вас, а пак мене да ми даде ќерка му царо за невеста, да кој ќе си одам на вилјајт, кој ќе не види и кој ќе чуе, ашкол сум да речи. А пак третјото момче што ќе му речи на двете: јас не сакам од царо да ми дајт пари, што му се збирани со арам, јас сакам од Господа ми дајт, чунки од Бога е сето благословено и оди до треќо и четврто колено. Така велејќи третјото момче, јас се докачив и заповедав да ми и донесат на Сарај. Од која ми и донесоа на Сарај и прашав сите три да ми кажат кој како рече, и сите три право ми кажа како што ти кажав погоре. И на часом му дадов на двете постолири и по еден конј, а на второто и ќерка ми за невеста. Тоа нешто го направи за инот на третјото момче, да види и да познајот и царо има долга рака и може што сака да стори. Од која го подарив двете момчиња, третјото заповедав на џелјето да го врлит од пенџерињето удолу да се отепат. Арно, ама беше паднало на од комшија куќата без да се отепат. Беше побегнало и беше се здружило со двете момчиња да си оди и тоа на вилјајт. Арно, ама мене ми кажа оти живо останало и си побегнало. Ти пратив џелјато и му ја пресече главата и ми ја донесе дома. Ете, јас како можам да обогатам и да осиромашам луѓе, да и ти, момче, треба да си испечалил сам, али од татката и да ти се останат и парите и стоката, и не оти Господ ти наврлувал како што ми велиш. Тој зборете за простите луѓе, што веруваат се што добиваат, Господ му помагал и късмето им работел. Ама не вака како што велам јас, момче? Што велиш, кажи да чујам. Ќе ти кажам, честити царе, му рекло момчето, ама ако ми се такса, што ти не ќе се налутиш, дека ќе ти расипувам твоите зборови што и кажа до сега. Слободно кажи, момче, и ако си вредно да ми расипиш моите зборови, ашкол сум ќе ти рече, му рекол цар. Лели е така, да ти кажам, честити царе. Јас сум третјото момче што ме врли од пенџере долу и што истасав другарите и се здружив со нив да си одам со нив на вилјајт. Уморен бидејќи јас од трчањето и од страот твој, истасав другарите. Не пожала и првото слезе тоа од конј да ме качи мене и тоа одеше пеша по мене. Власувајќи на џелјатот твој, без да не праша кој е третјото момче демек за мене, му пресече главата на првото, му ја зеде главата и ти ја донесе тебе. Ете како ме куртулиса на два пати Господ од тебе и најпосле ме обогати поеќе од тебе и ме направи царски зет. Брго нека дојде невестата ми од Сарај, му рекло на измеќарите, да се ја види ќерка си цару и да поверуват и Господ кога крепи, луѓето не можат да го турнат. Од кога дошла невестата му кажало момчето како се удајало второто момче во реката, како му останала ќерка му од царо и како дошло во пуст Јоан и како му се јавил късметот и му ја кажал чешмата што течело злато. Кога чул царо тоа нешто од зета си и од ќерка си, на големо чудо станал и плачејќи рипнал на нозе и го грабнал зета си и ќерка си и избакнал со солзи на очите, му посакал прочка од зета си за дека го врлил од пенџеро и дека пратил џелјатот да го отепа. И го молил зета си да му ја кажи чешмата да ја види. Арно е да ти ја кажам, честити царе, чешмата, му рекол, туку късмето ми рече да не кажам на туѓ човек за да не секне. Секнала, не секнала, јас ќе ја видам и доста ти е тоа злато што ти истекло. На тоа згора го однесол царо да види чешмата и едно ја видел, беше секнала. Се созборуваа царо и зето да си одат кај царо. Тргна царот и си отиде со голема радост и си ја најде ќерка си. И од тога и веќе царот сека надеше имал на Бога и верувал късмето да работи по луѓето. Зет му од царо почна да му праќа злато со кола на царо и царо да плаќа кирија за златото. Која му праќа злато момчето, која плаќа кирија, се тоа азно беше го испразнил само за киријата. Од која се пренесле кај царот, момчето и царја ќерка си седоа со царо, дури бил жив царо, и која умре царо,
се воцарило момчето и тоа цар си умрело. Ете, кога да му работи късмето на човека и кога да сака Госпо, од Аргатин бидува цар.